Кенан Паша бил председател и Джелал Бајер бил председател. Ако барам нешто за себе, нечестник сум. Овој пат не е добар. Кого става на местото на стариот? Само ти можеш да ја расипеш играва. Кога слушнав за Шамир, си реков, еве еден јунак кој ќе му се спротивстави на Гладио. Господине, после ова јас не влегувам во игра која друг ја измислил. Или ќе се игра мојата игра, или пак ќе се кршат како танчерки пред мене. Денес се спасивме. Но ќе се дознае дека Инџи полудела. Пред да се дознае, ние ќе си ја завршиме работата. Господине, дојде Остург, сака да се види со вас. Колку пати му кажав да не доаѓа овде, а? Господине Мете, нека дојде да земам и од него малку пари. Има ли тој пари, бе? Парите се мои. Азиз, кажи му нека оди и повеќе да не доаѓа овде. Бате Остург, газдата сега е нервозен. Да му помине нервозата ќе ти јавам, ќе дојдеш дома. Азиз, кара дојде кај мене. Ако газдата има нешто со мене, кажи ми. Бато, ако не сакаш да те убијат, не спомнувај го кара. Гледај си ја работата. Не разбирате ли, бе? Кренете ме кога ви велам. Ама ни вчера водеш инает за да станеш и за малку ќе умреше. Немој да дърдориш да не се покајам што не си умрев. Хъсно. Знаеш ке ве молам, ако уште малку инсистираме, господин Мати ќе покачи температура и притисок. Ма правете што сакате. Покажи ја книгата на посетители. Да видиме кој дошол, кој не дошол кај нас да не посети. Господине, сите што значат нешто наминаа да ве посетат и да ве видат, додека бевте во кома. Добро. Селам алейкум. Добре дојдовте. Знаеш ке, нека ви е сопомен. Како е мажот ти, слободен ли е? Добро што дојдовте. Ќе пукне од нервоза затоа што лежи. Велиш на тебе да не пукне? Нека пукне, што да правам? Како и да е, немам едно уво. Не можам да дослушам. Не се плаши, не сум јас ангел на смртта. Колку што знам, јас ангелот не е со едно уво. Затоа не се плашам. Што рече Имдат, не слушнав? Не почестивте, добре дојде вели Вујче. Чести сме ние, се разбира. Господине Хусно, нема да ги почестите гостите со кафе? Да, господја. Имдат, оди тој лудок, Горко ќе ми го направи кафето. Нека стави повеќе шеќер. Добро, Вујче. Што е? Ако јадеш повеќе шеќер, ували ќе ти порасне заза. Се распрашав кај докторите, би рекоа дека
Само увото на мемати ќе ти одговара кај тебе. Затоа, немој да умреш пред да ти го земам увото. Тие работи не бидува со шеќер. Тогаш навикни се на едно уво. Ти нема фајде од мене. Кажи ако не може да се навикнеш, да го земам и другото. Каде ти е Шурата? Јас пак си помислив дека е во болница, покрај зетот се наоѓа. Да не се занел во игра на улица. Не го меше тука Шурата. Веќе ти е Шура. Родни ни сте. Не можам да го убијам него јас така. За Бога ми ти годи едно уво. Да ти се врати, мемати, што да речем? Ово е свадбен подарок. Членовите на организацијата што пукаа во жената на Алемдак ќе правеле акција овде. За, ти ли ни ја правиш оваа добрина? Или организацијата прави чистка? Мемати, 2 дена беше во Северин Ирак научи да анализираш, а? Бато, средено е. Така му е летна, што отиде до судот дури сега. Обвинител ќе дојде еден човек сака да се види со вас. Зашто се работи? Единствено вам можел да ви каже. Нека влезе? Повелете. Обвинител ќе ме убијат. Смирете се. Повелете, седнете. Кој ќе ве убие? Господин Мет, Зошто сака да ве убие? знам многу работи за него. Можам се да ви кажам. Ако ме заштитите, можам се да ви кажам. Ма кој си ти? Јас сум касата на господин Мет. Се посрамотивме, чакар, готови сме. Зија касетата на друго место ли е дал? Како зија? Каква касета? Полицијата направила упад кај нашите земјаци. Голема работа. Не им е прв пат. Полицијата кажала дека ти си ги пријавил. Кој направил таква подлост? Добар ден, господине Мете. Повторно ми треба вашата помош. Кажи, пријателе. Ти им кажам на момците нека се погрижат за тоа. Те поздравувам и јас. Остурк бил кај обвинителот, побарал обезбедување. Што значи тоа? Бате камо да се видеше. Кара бил кај него, му кажал нешто. Беше уплашен. Како не ми го кажуваш тоа? Извинете, господине, вие кога... Прекини. Ајде брго одете. Ако е во полициска станица, грабнете го оттаму.
ако е во обвинителство. И од таму. А ако е дома, од дома. Разбрав, господине. Утре вечер. Штом си ја спремил торбата, значи патуваш некаде. Ред е да те испратам. Сега ќе ве прашам за бар. Кој прв ќе одговори, тој ќе живее. Другите ќе умрат. Господин обвинител, лично јас сум сведок колку е Инџи болна. Однесов една докторка пријателка кај незе. Рече дека подитно треба да се лечи. Минува ли болката за чедото? Стивнува ли? Ало? Чакай да не се случи нешто.